по асталите и по креденците, така живеа нашите баби до скоро време. И другиот дел е градската соба одаја. Тука веќе се препознава и отоманскиот или османлискиот стил на живење кој што бил карактеристичен за градските средини, скоро во сите градови во Македонија. Дури и ден денеска голем број на семејства ги употребуваат овие предмети за да си прават домашно подготвена храна. Во овој дел имаме, можеби тука ги се осврнам повеќе. Свети Јоаким Осогорски, Крива Паланка. Оди бе, ајде се дури. Оди, остави тој камеру, доваѓа да едеш, ајде. Доваѓа да едеш, остави камеру. Тако, има и за тебе. Источниот дел од Македонија е регион полн со планини, стари градови и места што се уште го имаат оној природен и препознатлив дух. Тука не спаѓаат само туристичките места што сите ги знаат, туку и градови покрај кои често поминуваме, а поретко застануваме. Овој пат со комбето тргнавме кон Источна Македонија, кон двата града што кријат многу повеќе, отколку што изгледа на прв поглед. Колку е направена Паланка? Изградена. Места кои опште не си ги ни познавам. Зеленило, средено. Топ. Значи направено со сите нишани. Браво. Како што да ликува на еден убав град. Едно големо браво за Паланка. Стварно убаво. Стварно, ја прв пат гледам доле што е, брат. И овој не сам го видеа, брат. За овој избор, брат, овие не су ги имале порано. Браво. Виж што го направим. Колку всушност добро си ја познаваме Македонија. Да не кажам многу малку. Ова не представува само туристичко место. Крива Паланка има своја душа, традиција и историја на цел еден народ и култура. Точно така. А прво нешто што го чувствуваш тука е мирот. Крива Паланка се наоѓа во подножјето на Осоговските планини, во близина на македонско-бугарската граница. Градот низ историјата бил важна точка на старите трговски патишта што ги поврзувале Балканот и Источна Македонија.
А за подобро да ја разбереме историјата на самиот град, го посетивме музеот на Крива Паланка, а тука не пречека директорот Драган. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Добро дојдовте, повелете. Добро, градскиот музеј, како што кажавме, е општ музеј, тој ја представува етнологијата, историјата и археологијата на Кривопаланечкиот регион, или во минатото познат како Славиште, кој што се одржи повеќе од 50 на село и една градска населба која што се презентирани во градскиот музеј во Крива Паланка. Тука во оваа сала е презентирана етнологијата или етнографијата на Кривопаланечкиот регион. Од левата страна е представен селскиот или руралниот дел на Крива Паланка, како живеело населението во минатото во селските населби, а од десната страна е презентиран градскиот дел на Крива Паланка, представен преку неколку занаети од Кривопаланечката чаршија, како и два амбиента на соби од стара градска куќа, каде што го презентираме начинот на живење на градското население во градот. Салата ги обединува на еден начин градот и селото преку една заедничка поставка, која што е мощно важна за да се види разликата или типолошките разлики на начинот на живење на населението во овој регион. Она што е важно за Крива Паланка е дека од секогаш била во минатото рударска населба, било печалбарско место, населението се занимавало со земјоделие и сточарство во селата, но голем дел од нив биле печалбари мајстори или познатите паланачки ѕидари, ги знаете, граделе познати објекти и во поголемите балкански центри како што се Софија, Белград, Букурешт и слично. Рековме дека нели населението живеело од тоа, додека во градскиот дел населението пред се било занаетчиско, поголемиот градски македонски слој се занимавале со главните занаети во градот и се разбира учествувале во после ослободувањето и во државната служба. Крива Паланка од секој пат било гранично место, нели на границата со Бугарија, така што и динамиката на развојот на самиот град е условена со тоа дали границата е проводна, дали границата е отворена или затворена. Во услови кога била затворена, животот во градот на некој начин паѓал, но во условите кога била отворена имало процут на економијата и трговијата во самиот град. Многу од детали овдека се извадени, како да кажем, од сите куќи што сме ги виделе уопште во мојот живот. Значи многу овдека детали од градба, од украсување, од материјали се ставени. Знаеш што не меѓу тавчина? Као што кажавме, Крива Паланка е дел од големата шопска етнографска селина, така што поголем дел од населението од нашиот регион припаѓа на етнографскиот и етнографската именка Шопи, се делат на население кој што живеело во планинскиот дел и во рамничарскиот дел, но за нив е карактеристична горе-долу иста архитектонска застапеност на начинот на живење, на уредување на куќите и покуќината. Овдека во музеот го представуваме два амбиента на селска куќа, на селска соба која што во селото се вика куќа и во исто така селска соба која што се вика одаја или одаја по паланачки. Исто така представуваме и архитектонски приказ на една цела еднокатна куќа од Кривопаланечкиот регион со специфичното украсување на чардакот со порта и со слично, додека пред него се наредени носи од Кривопаланечките села. Главните типолошки карактеристики на носиите во Кривопаланечките села се три. Едната е така наречената дурачка носија, која што е карактеристична за тој подосоговски дел покрај Дурачка река. Втората е Трновска или Жидиловска носија, која што е карактеристична за пограничниот дел со Кјустендилско, и третата носија е Поljskата носија, која што е карактеристична за рамничарскиот или полскиот дел на Кривопаланечко Славиште. Градското живење го представуваме преку два амбиента на
исто така една градска соба кујна или соба за дневен престој, како она што го затекнавме дури и во нашето детство во 70-тите години. Се сеќавате, сите сме живееле со баби, со дедовци, нивните соби изгледаа со на ваков начин, со овие специфични предмети од тој период, со начинот на декорација на ѕидовите и со начинот на декорација на прозорите, со многуте милјанца по асталите и по креденците, така живеа нашите баби до скоро време. И другиот дел е градската соба Одаја. Тука веќе се препознава и отоманскиот или османлискиот стил на живење кој што бил карактеристичен за градските средини. Скоро во сите градови во Македонија има стари градски куќи со ваков интериер и начин на уредување, со елементите како што се миндер, како што се мангал, како што се мусандра, како што се долап. Сите тие и денеска ги употребуваме во нашето секојдневие, но тие потекнуваат од тој историски период или културолошки период на нашиот народ. И затоа сме ги представиле, за да прво го представиме градскиот живот на Крива Паланка, од друга страна да го представиме и разликите помеѓу западната и источната култура, и ова е особено впечатливо на луѓето кои што доаѓаат во музеот, а потекнуваат од западниот дел на Европа. А како секаде на Балканот, така и у Крива Паланка, се завршува и почнува тука во кафеа. На право место. Тука може да се видат предмети, фотографии и артефакти што ја раскажуваат приказната за животот во овој регион. Низ различни периоди, од традиционална облека и алати до сведоштва за секојдневието на луѓето што живееле овде со генерации. Тука сме пред најважниот историски предмет кој што се наоѓа во нашата музејска збирка. Тоа е плочата од која што го потврдува основањето на градот Крива Паланка во 1633 година. Тука на турски јазик со арапско писмо е напишано во кое време и по кој повод е основана Кривопаланечката тврдина Егридере, од кој што подоцна израстува нашиот град Крива Паланка во следните векови. За туристите сме представиле плочата и на македонски и на англиски јазик, да знаат туристите нели што пишува на незе, се со цел да се запознаат во поблиску со историјата на нашиот град. Ова е една од ретките документи и ние сме едни од ретките градови кои што има свој документ од основањето на градот. Самата плоча која што видовме стоела на влезот на Кривопаланечката тврдина или тврдината на Егридере, која што османлиите ја основале во 1633 година во времето на османлискиот везир Бајрам Паша. Османлиски везир е еден вид на премиер во османлиската држава, кој што бил на позицијата везир во времето на султанот Мурад IV и во тоа време е изградена Кривопаланечката тврдина како воено утврдување, но османлиите им било важно да сигурноста во овие револуционерни средини да ја подигнат на повисоко ниво, особено да го заштитат државниот пат Цариград Дубровник, кој што за нив била една од важната економска артерија на империјата во тој период, и токму затоа го градат военото утврдување, но важно е да се истакне дека военото утврдување било изградено по системот вакуф или така наречена задужбина во нашите словенски јазици.
бидејќи во исто време била изградена и старата Бајрампашина џамија, били изградени 2 ана, бил изграден караван-сарајот, кој што сите тие објекти биле во функција на одржувањето на џамијата на еден ваковски, така наречен систем. И најстарите наоди за Кривопаланечкиот регион или славиште датираат уште од праисторијата и сама Македонија, цела Македонија е земја која што има богати археолошки слоеви, така и Кривопаланечкиот регион. Овие населби во праисториско време се повеќе карактеристични за долните делови на регионот, односно полскиот или деловите покрај Крива река, каде што се извадени сите овие артефакти кои го осликуваат неолитскиот период. Во збирката и во поставката сме презентирале и антиката во Кривопаланечко славиште преку наоди кои што биле извадени во времето на археолошките ископувања, кои што биле вршени во Кривопаланка во периодите на 80-тите и 90-тите години. Еден од поважните наоди е самиот гробен наод на еден римски император кој што, односно на еден римски легионер или најверојатно римски војсководец, можеби и управник на регионот, кој што бил погребан на едно место во исто така во селото Отошница, и неговиот меч и богатите гробни наоди сведочат за тоа дека еден важен великодостојник бил погребан во овој гроб, но истиот бил историски важен за целиот регион. Имаме и одредени археолошки артефакти кои што ја презентираат и средновековниот период на Крива Паланка, тие се извадени на локалитетот Градиште во село Градич и сведочат за еден подоснежен историски период кој што е поврзан со средновековието на нашиот регион, а истовремено и овие овдека средновековни наоди кои што датираат пат од еден друг локалитет во селото Бабунци или во селото Опила, исто така го потврдува долгата хронологија на живот на населението во нашиот регион. Овдека зборуваме за средниот век, но низ приказната историски раскажавме целата кривопаланечка историја и сите историски периоди преку артефактите или преку предметите на градскиот музеј во Крива Паланка. И можам да кажам дека имате богата историја. Да, благодариме. Се потрудивме за посетителите да направиме една вистинска историска ретроспектива, но исто така и да биде сето тоа впечатливо за нив. Точно така. Ова ни е омилен дел кога посетуваме вакви градови и преку вакви места го осеќаме духот на регионот. А нашата следна дестинација е Свети Јоаким Осоговски. Наше си е наше.
дома си е дома, а? Тоа е тоа. На неколку километри од градот се наоѓа Осоговскиот манастир, едно од најзначајните духовни места во Македонија. Манастирот е посветен на Свети Јоаким Осоговски, светец кој живеел во овие планини во 11 век. Со векови оваа место било духовен и културен центар на целиот регион. Денешниот изглед на манастирот главно потекнува од 19 век, а архитектурата и фреските се едни од највпечатливите примери на македонската природбенска уметност. А ова е едно од многуте места во Македонија каде што можете да го пронајдете вашиот духовен мир. Свети Јоаким Осоговски, Крива Паланка. Оваа мала црква е првоизградената и е во чест на Богородица, а оваа е понова и е во чест на Свети Јоаким Осоговски. Ова место има некој убав духовен мир што камерата не може да го долови, а ние продолжуваме понатаму. Значи сега, ја иду изнасам ги столице, ти правиш кафе. Не, заеби ти тие. Јас сценарио ги имам, не ти. Каме да видам куде пишува? Столице, ти га правиш кафе. Еве ти бе све пишува. Кој го пишува сценарио? Ја. Бобче, па Бобче. Ако, ај, за благо. Чекај бе, овој дете што не снима, ќе пие ли кафе бе? Не пие кафе. Не пие кафе, добро. Ајде за тебе ручак има. Е, Бога ми једе. Е, колика стал сам ти наше, бе. Па пинг-понг ли ќе играмо на тој, бе? Или тоа е фамилијаран, тако е домаќине. Селјак од Куманово да види како се го отвара. Покажи убаво, демонстрирај. Како кафе пиеш? Благо. Тако е. Еј, оваква убава природа, знаеш ли што иде со снива? Природна, убава вода, горска. Може. Све мисли, Бобче, све. Бре. Убавиња.
А стал за кафе ти е спреман. Иш кафе да го спремимо и за дете некој сендвиче да направимо. Тако ли е, Дарче? Бобче и спрема кафе, видиш е лепота овде. И за тебе сендвиче, Бобче, ке спреми. Само ти снимај. Ја за сендвич не снимам. Ајде! Снимаш за да искочи убаво со мене. Колку може бе, Даре, да биде убав живтиц? Боби не знае да пусти плин. Чекај, бе. Кога е на оној дугме туј среда? Не ќе на тој. Гле, у Паланку да си асимитче да не си купиш, ово е симит, драги мои скопјани. Убавиња. А сега ќе видиме куде е плин. Боби го погодига плин. И, браче, ово не е комбе, ово е Space Shuttle, брат. Значи, лепотиња. Кафенце, мафенце. Још ми мерише на плин, овој нешто ми кажуе на мене. Видиш се, убавиња. Се скочи од комбе. Искочи си. Ово е Space Shuttle, брат. И нега треси, глеј, ово цврсто га држ. А ако сакате овакви комбиња да видите, у GoGo Vans на Facebook ги најдете, има све. Све што сакате, да си поминете преубаво, видите. Лепота, домаќилак, све што сакате, све си имате. Еден пут, два пути. Даре, бива го во кој, брат? Ај, Никола, нека ти е на здрави. Бидна ли га? Да. Изволте, брат. Опа. Дај 200 денара на Дарет. Пиши на редско. Не запишуја мој тефтер. Немој ти само немој да не запишуваш. Че, брат, имаш маца, остана тој зашто да го расипуј, кад можеш ти да ги испиеш. Дај да надробу јас за мене, малце на ситни парчиња, па ви едете. Па едете ви. Еди си, нега вика. А? Еди си, Да не го викам, а? Не. Не да сум на дробија, брат. Не го слушай. Ја што може да надробу, тој е братче. Куќа путујуќа. Што ќе едете? Кој ли Па ќе ќе идемо. Оди бе, ајде се дујде. Оди, остави тој камеру да ваѓа да едеш, ајде. Да ваѓа да едеш, ајде, остави камеру. Тако, има и за тебе. Само ти снимај. Еј, абе споменик. Да застану. Застани да го видим. Ајде, застануваме. А овој споменик е на самиот влез во Крива Паланка. Можете да застанете и да го видите. Изграден е во чест на српските паднати борци од Балканските и од Првата светска војна. Припеќе тоа не е. Ке врне, брат. Може кој нема да врне. Брат, 50-50, или ке врне или нема да врне. Трето нема. Треќо нема и не може да биде. Свет застанаа. Сука га сватче, брат.
Никола стварно ова во Македонија? Да бе, Кратово, ова е еден од најстарите градови во Македонија. А за да подобро го запознаеме, ќе го викнеме нашиот пријател Младен, кој што е туристички водич, тој да ни го објасни неговиот роден крај. Здраво, брату. Здраво. Здраво, брате, како си, добар? Одлично вие. Еве, Одлично. И по-добро дојавте у Кратово. добро ве најдовме. Одлично. Сега надам да дека видиме добро се- се што можеш да ни покажеш од оваа историско место. Ќе треба сигурно неколку дена се да ви покажам, но она што е најзначено можеби, ќе го видиме денес. Може? Благодарам. Да, Доводи. ајде. Ајде. И сега ќе го посетиме музеот на град Кратово. Добро. Ствари ова е зграда што има останато уште од 18 век, последен пат е изградена. Станува збор за богат османлиски сарај, кој што една богата фамилија по име Гровчи доаѓаат од Анатолија, го купуваат стариот сарај, го реновираат во 18 век. И ова е денеска остатокот од Салемлъкот, односно зградата кај што живееле мажите. Позади во другиот дел бил и Харемлъкот, односно жените на османлискиот ага, на бегот. Супер. Да видиме. Денеска е музеј на град Кратово горниот спрат, а долниот е домот на култура. Така што ќе го посетиме моментално музеот и двете оделенија кои што ги има во моментот на располагање за посета. Готово. Од надвор изгледа многу фино. Преубаво. Да, зачувана е староградската архитектура. Кратово си е познато по својата староградска архитектура. Од 18-19 век, некои куќи датираат, се уште ги имаме во добра состојба. И еве, дел од нив и се добро зачувани и се одржуваат. Ајде. И сега, првиот дел од музеот кој што ќе го посетиме е етнолошката поставка. Кратово, поради својата богата историја, има многу што да покаже, особено од етнолошкиот и етнографскиот дел. Така што оваа поставка е секогаш достапна за сите кои што сакаат да уживаат во традицијата на Кратово и се она што Кратово го нуди. Едно од најзначајните работи кои што ги имаме се секако народните носи кои што во Кратово се поделени на неколку дела. Всушност и целиот град бил поделен, луѓето биле поделени на неколку дела и тоа претежно планинскиот дел планинци, которци и понатаму шопскиот дел, а секако и граѓаните. Всушност тука имаме представено шопската носија, машка и женска и дополнително ја имаме которската носија. Ако ги забележиме, може да видиме одредени разлики. Секогаш кажуваме дека шопската е малку поколоритна, пошарена и навистина е поприметлива за разлика од останатите. Дури еве интересно е што имаме и овој дел кој што се ставал на главата, особено во летниот период кога траела жетвата. Генерално деловите се наликуваат нели како и на останатите носи со некои своји специфики. Она што навистина може би привлекува внимание тука е ставено и ќустекот. Тоа е дел, би кажа, нели од накитот кој што се уште во Кратово се произведува и може да се купат на традиционален начин се уште се произведуваат од неколку локални граѓани тука што ги имаме. Интересно е што Кратово како богата средина во минатото имало добро развиено граѓанство, па така еве тука имаме и градската носија која што навистина малку изгледа, да кажеме, и по-луксузно и по-гламурозно. За разлика од За разлика нели од останатите. Дури има една интересна анекдота што една туристка мене ми ја кажа пред некое време, дека обично во минатото, бидејќи Кратово бил развиен за нечиски град и имало многу терзи исто така кои што правеле облека, жените од Скопје, тоа
и го има кажувано незината баба, дека доаѓале жените од Скопје во Кратово само да ги наблюдуваат кратовските жени и да ја копираат модата од Кратово. Како изгледале тогаш? Да, затоа што нели имало богатство Кратово, имало навистина што да понуди од занаетчиството и од производите и трговијата била развиена, така што Кратово бил еден од најбогатите градови дефинитивно. Не само богат во економска смисла, туку и во културна, духовна, религиска всушност и така натаму. Интересно е исто така во овој дел имаме и одредени накиди кои што се додавале на самите носи, од типот на делови кои што се ставале нели и на појасот и околу вратот, односно она што најмногу ја сакам да го споделуваме дека повторно ќе поврзам со занечистото, дека сите овие се произведени од локалните занечи. Всушност најпознати биле златарите или кујунџиите, но секако имало и ковачи и други производители, односно обработувачи на метали, кои што произведувале најразлични производи, меѓу кои и накитот. Многу накит е пронајдено од Кратово, може да се каже, дел од тој накит го имаме тука, дел се пренесени во други музеи. Така, еве уште одредени делови од етнографијата што ги имаме, делот на кои што го користират дополнително да го стават над кошулите. Како што разбрав, сите, например, што биле заедници одека, сите имаат различита носија, според кои се, да не кажам, определува и статусот, меѓутоа и од кој крај потекнуваат. Да, дефинитивно крајот од кој што потекнуваат, од кој дел на градот се разликува по тоа на кој начин ги имаат изработувано и боите пред се и деловите исто така. Дополнително, сега тука во моментот нема, но интересни се и оние кои што биле од муслиманското население. Имаме некои фотографии кои што во Саат кулата можат да се видат од тие носи и тие биле дополнителното богатство што Кратово некогаш го имало. За жал денеска немаме нели премногу парчиња на носи, но она што го имаме зачувано навистина е убаво да се види и да се разгледа. Тука имаме дополнителен дел каде што имаме од деловите на носиите, еве претежно појасите во овој дел, чорапите кои што се плетени, рачно плетени нормално. Се користела нели волната често како производ од кој што се произведувале пред се чорапите и другите делови нормално на носиите. Во овој етнографскиот дел нормално е и оној дел кој што бил посветен на домаќинството, на покуќнината што велиме. Така што во централниот дел секако имаме и трпеза, односно делот кај што нели ист можел да се сука и да се собира семејството. Дури и ден денеска голем број на семејства ги употребуваат овие предмети за да си прават домашно подготвена храна. Во овој дел имаме, можеби тука ќе се осврнам повеќе. Ова е бутинот, што претпоставам дека знаете. Бутин, добро. Бутин. Во ова се подготвувало маслото или денеска нели путерот што велиме, со кисело млеко и пресно млеко и со биење, односно требало нели многу сила за да излезе маснотијата физички да излезе од самата мешавина што ја има, да остане на страните, а доле да остане ние што велиме мукеница или матеницата. Најдобриот природен пробиотик. Така. Доста безмастен дел за тоа што нели маслото останало од страната, но дефинитивно вкусно и јас сум среќен што се уште во Кратово, особено на пазарот, може да се најде масло, да. Така. Има неколку производители, локални фармери кои што си произведуваат вакви производи. За правење на конец нели од волната направа тука имаме садовите во кои што најчесто нели се чувало некои намирници и некои за готвење, особено во овој дел ги имаме веќе тој дел кој што се употребува за готвење. Деловите во кои што се чувала облеката. Ноќвите исто така се значајни, односно каде што се чувале нели брашното најчесто и се подготвувало лебот
и така натаму. Од тука може да се видат некои етнографски елементи од типот на картите за вино. Интересни се картите за вино, нели, во нашата традиција, дека најчесто, особено во овој дел, па и во останатите во Македонија, се користеле за канење за свадба. Така. Тоа е всушност сите ракијата и виното се... Кондир, како беше? Кондир. Па мислам така кондир се се користи, викаше, кај нас карта го викаме, така. карта за вино. Бокалчињата исто така, направа за толчење најчесто, нели, за лук, стари фенери кои што, нели, не знам дали имате видено од овие кои што во поздиненото гледалце, Да, на газиени лампи, да. на ламби, да. Да, така. И одблеснува од огледалцето и Да го се осветлува светлува. цел. Да, така. Интересни ги имаме бардачињата, бокалчињата кои што се користеле за вода, Момите кога оделе на вода. да, секогаш. Да. И по тоа еве кога спомна водата, Кратово е исто значено тоа што во низ целиот град се уште имаме средновековни чешми. Секоја мала си имала во центарот на малата своја чешма, каде што си оделе да полнат вода. Денеска се уште постојат, иако дел од нив не се во употреба, освен она што не е на центарот, нели, возобновена, а другите се уште стојат и најчесто сите одели ја користеле таа градска вода, да кажеме. Садовите, односно поголемите садови во кои што се послужувало едењето, се готвело, особено тука јас секогаш ја споменувам тепсијата, бидејќи и ден денеска голем дел од луѓето кои што се чувари на традицијата ја користат и особено кога имаме туристи, знаеме понекогаш и да направиме некое јадење, да сготвиме во вакви тепси на традиционален начин со печење под вршник или во фурна и така натаму, за да се представи баш автентично тоа што го имаме. Ѓумовите, Кратово, нели, е многу имаме многу остатоци од сите култури, па така, нели, од османлиската, ориенталната култура имаме многу останато, дури и ден денеска луѓе си ги користат ѓумовите во своите домови за, нели, за грејење, за чување, за точење на вода. Имаме некои икони кои што се пронајдени во кратовските храмови, навистина стари, и кандилца кои што биле користени во домовите. Дополнително го имаме и она што е исто карактеристично за секоја македонска куќа, тоа е котлето, или ако е поголемо котел, Да. каде што се подготвувала храната, најчесто, нели, селските куќи, се уште кај нас постојат такви кои што се во добра состојба, да кажеме, кои што во средината на куќата, така го викаат, огништето, веригите, односно алките кои што се поставени, и на тоа се закачува котлето, долу се пали огинот и се готви. Така. Навистина богата култура имаме и јас се радувам што Кратово се уште ја чува таа традиција и се уште може да се представи. Знаеме дека во последните, да кажеме, децении се губи автентичноста и се губат некои традиции, за жал, но јас сум среќен што тука и младите во Кратово се добро запознаени со целата наша традиција и ја негуваат. И тоа се трудиме ние и јас како туристички водич, но и како професор во средното угостителско училиште во Кратово, да ја зачуваме таа традиција на готвење. На максимален можен начин. Точно. И на практичен, дефинитивно. Така. Без трпеза ништо не прави. Види, пошто си професор по храна, ќе дојдеме некој друг ден да видиме каква оценка ќе дадеме за храната. Слободно. Мене ми требаат луѓе што сакаат да дегустираат и да ми дадат насоки што да подобриме. Супер. Затоа што гледам дека вие доста ја знаете традицијата. Јас едно 18 години имам модено во игрорна секција, во фолклор, така да ми се познати дел од традицијата. Мајка ми е од овој крај Паланечки, така да памтам како дете баба како правеше мукеница, како го ставаше на сонце да укисне. Значи, затоа викам најдобар природен пробиотик, што затоа можеби и постарите луѓе биле и поздрави и се останато. И она што мене многу ми се допаѓа е тоа што денеска зборуваме за одржливост, а во минатото луѓето имале таа одржливост, само што ние денеска не знаеме тоа да го искористиме. Денеска ние нели зборуваме одржливост, треба да зачуваме и така натаму, но тоа некогаш постоело.
и го правеле на многу подобар начин од нас. Одни буквално употребувале се сега, например, кажуваат дека требало да се штеди, да се прави, да се употребуваат сите материјали. Многу ретко у старо време нешто, да кажем, у наводници одело фира или се фрлало. Буквално се користело за производство, дали на тули, дали да, например, со сламата се правеле познатите душеци со слама и јастици, Да. каде што биле многу поздрави за кичмата и за, да не кажем, половината, него сега... Те нас тоа рогожа го Рогожа, така. Рогожа. Така. Така, интересно, еве, и сами ако погледнете сите овие предмети се за повеќекратна употреба. Така. Не секако денеска да искористиме и да одат на јубриште. Така. И тоа е тоа што можеби треба да го научиме како најголема лекција од нашите повозрастни. Па тоа е и целта, например, сега со ова да покажеме што се поседува нашата држава и дека треба да си ја цениме нашата држава, да се запознаеме со нашата историја. По некој мое правило, тој што не си ја знае историјата, не заслужува иднина. Јас се согласувам со тебе, дефинитивно. Така. Може сега да преминеме во Може. другата поставка. Може. Ова е другата просторија во која што имаме поставки во музеот на град Кратово. Конкретно стана збор за археолошката поставка, каде што се навраќаме во далечното минато на Кратово, дури уш во неолитот, младото камено време. Интересно е тука да се погледат, само момент, да ја наваму, да биде подобро. Тука имаме пронајдено некои остатоци од керамика пред се во горниот дел. И тука еве овие можеме да ги видиме текчиња кои што биле користени за разбоите. Тука имаме една представа на вертикален разбој кој што се користил за подготовка на облеката уште во тоа време. Конкретно не напоменав дека целиот овој дел, целата оваа поставка од оваа страна е посветена на Цоцев камен. Тоа е едно археолошко наоѓалиште кое што се наоѓа во близина на Кратово. Стана збор за една карпа која што била користена покрај за религиски цели, покрај тоа што била користена за живење во тој дел, исто така била користена како обсерваторија. Навистина стана збор за една импозантна слика која ќе се отиде таму, бидејќи имаме карпа која што се издигнува од порамничарскиот простор, во која што има одредени пештери и рачно клесани во карпата скалила за да се искачуваат во различните делови од карпата. Сите овие се таму пронајдени. Тука имаме во овој дел и исто фигуринки кои што се најдени зооморфни, нови представа на големата мајка која што е карактеристична за тој временски период. Значајно е да се напомене дека нели уште во овој дел, односно на самата карпа пронајдена и меѓу првите карпести уметности на овие простори, кои што датираат пред 8000 години. Така што во самите делови на карпата, во одредени од пештерите можат се уште да се забележат одредени форми, нацртани кои што се уште стојат толку години. Ова се дел од садовите кои што биле користени во секојдневието, кои што се пронајдени и се делумно реставрирани. Претежно е и во другите делови во садот кулата, како што се овие питоси што се употребуваат за чување на најразлични намирници во текот на зимниот период пред се, житото пред се, како и некои рачни мелници со кои што се мелеле житарките, да се прави брашно. Исто еве тука баш може да се види и Цоцев камен, она што ви го споменав. Пештерите и самата карпа, тука имаме други одредени тегови кои што се пронајдени на оваа локација. Пред да продолжиме со поновата историја, може би интересно ова да се погледне од оваа страна. После неолитот во Кратово, односно уште од античко време се развива рударството. Бидејќи Кратово лежи на изгаснат вулкан,
пред 2 милиони години е нели најактивниот вулкан на овие простори, тогаш згаснал. Карактеристично е што планините во Кратово се богати со минерали и пред се со злато, сребро и бронза. Се користеле овие рудни богатства, биле од сите кои што доаѓале на овие простори употребувале, односно ги искористувале овие природни богатства, така што според некои автори има некаде над 40 рудни окна кои што се познати денеска во Кратово и од таа руда претежно се изготвувале монети. Односно, Кратово е познато по монетоковарството, каде што покрај топењето на рудата сами произведувале пари, монети. Една од најпрвите што ги имаме пронајдено се и првите докази за сериозно постоење на Кратово, 4-тиот век пред нашата ера, тоа се монетите на царот Авдолеон, тоа е во периодот на Пајонија на овие простори. Понатаму може да се споменат периодот на Римската империја, Византискиот период, сите тие коваат монети тука во Кратово, а дефинитивно и Османлиската империја. Ова се дел од монети кои се најдени уште од тие што ги споменав првите 4-тиот век и дел од, односно овие, бидејќи во тоа време кога се пронајде не постои институцијата музеј на град Кратово, се пренесени во археолошкиот музеј на Македонија и таму може да се погледнат. Ова се царски двери кои што се пронајдени во црквата, односно стоеле во црквата Свети Никола во село Шопско Рудари, навистина оригинална изработка од дрво и насликана. Додека во овој дел веќе имаме оружје представено кои што нели од Кратово потекнуваат од времето на Илинденскиот период. Дали мислам дека имаше у Кратово и за производство на муниција или така нешто, некоја фабрика или? Не, тоа. Не. Не, да, добро. Барем јас не го знам тој може би. Мислам дека имаше, не знам каде прочитав дека се забележени некои траги дека постоело такво нешто и во Карпушовото восстание, но и подоцна. Да, Карпушовото восстание е многу битно за нас како град. Еве споменуваме нели неколку пати за Карпушовото восстание. Така што тој период е многу значаен за Кратово, бидејќи тука настанува првиот пресврт, да кажеме, против Османлиската империја, како што знаеме. Да. Добра лекција. Добро. Оваа лекција од историја на Македонија дефинитивно мора да се повтори, евентуално да се научи. Ние продолжуваме понатака на нашата следна дестинација. Но имаме остатоци веднаш до него од еден постер мост, Сарајски мост, кој што бил изграден од страна на еден турски бек. Пробај. Шо фале, сол. Не, супер е све. Добро, Оу или откубо. добро, продолжи. Наместиме те Никола, Бобче да разбива трицепс. И тие со цел да означат свој нов почеток тука, садат 5 двора. Денеска имаат останато само 2 од нив, кои што се неми сведоци на богатото минато на Кратово.